Добро вечер и добре дојдовте во 473-тото издание на филмскиот магазин на ТВ Телма Филмополис. Вечерва во фокусот, барем во првиот дел од магазинот, отворањето на 64-тиот филмски фестивал во Берлин. Потоа ќе се позанимаваме и со некои други фестивали и награди, со актуелните киноостварувања и на крајот ќе му одадеме почит на големиот актер Филип Сеймур Хофман, кој почина неодамна под сомнителни околности. Минатата недела во емисијата се подсетивме на ланските берлински лауреати. Годинашните ќе ги дознаеме во следното издание на магазинот, а вечерва ќе се фокусираме на отворањето на новото Берлинале, кое се случи во четвртокот, вклучувајќи го и филмот на отворање и секако жирито кое ќе одлучува за наградите. Време е да стартуваме, ова е Филмополис 473. Една од работите која ќе се провлекува низ сите фестивалски селекции е таа што публиката ќе има можност да види многу филмови поврзани со агрокултурата и земјата воопшто. Исто така, главни теми во фокус на филмаджиите се имиграцијата и пропаста на глобализацијата како последица од финансискиот колапс. А тука е и силниот контингент на филмови кои доаѓаат од ултрапродуктивната Кина. Информираше директорот на фестивалот Дитер Козлик по повод новото фестивалско издание во Берлин и најави дека во трка за мечките ќе бидат дури 20 филма, што е најмногу досега на фестивалот. Интересно, председател на годинашното жири во Берлин е наградуваниот продуцент Джеймс Шеймус, виновникот за филмовите како Скршен грб планина на Анкли, Вединг банкет и Притаен тигар скриен змеј. Тој заедно со колешката Барбара Броколи, продуцентка на Джеймс Бонд серијалот, но и со иранската филмаджика и сликар Митра Фахарани, данската актерка Трине Дирхолм, американската актерка Грета Гервиг, како и незините колеги хонконшкиот актер Тони Леунг и германскиот оскаровец Криштоф Валц. И на крајот режисерот Майкл Гондри ќе имаат сладки маки да го изберат најдобриот меѓу конкурентите за мечките. Берлиналето од секогаш сакало на својот црвен килим да има дел од холивудската елита, па така годинава берлинската публика ќе има можност да ги види. Ума Турман, Вилијам Дафо, Патриша Аркет и секако Џорџ Клуни, кој на фестивалот го промовира својот нов режисерски проект насловен Монументален човек. We go through basic and then we wait for orders. Basic? Little help. Basic training. Oh boy. Новото издание на Берлиналето го отвори премиерата на филмот на почитуваниот автор Вес Андерсон, будимпештанскиот Гранд Хотел, сместен во еден европски хотел во 20-тите години на минатиот век. Како и секогаш, Берлинскиот филмски фестивал започна со вистински филмски авторски спектакл. At the Grand Budapest, sir. And so my life began. Junior lobby boy in training under the strict command of Monsieur Gustave H. Many of the hotel's most valued and distinguished guests came for him. I love you. I love you. She was dynamite in the sack, by the way. She was 84. I've had older. This was also when I met Agatha. She's charming. She's so charming. Is he flirting with you? Yes. I approve of this union. I became his pupil, and he was to be my counselor and guardian. The police are here. Tell them I'll be right down. She's been murdered, and you think I did it. Hey! Stop! You're looking so well, darling. You really are. I don't know what sort of cream they've put on you down at the morgue, but I want some. This is Madame D's last will and testament. To Monsieur Gustave H. I bequeath a painting known as Boy with Apple. Wow. What? Who's Gustave H? I'm afraid that's me, darling. If I learn you ever once laid a finger on my mother's body, living or dead... I go to bed with all my friends. We need to make a plan for your survival. Hide this. It's in code and you might need a magnifying glass to read it, but it tells you exactly where and how to find Boy with Apple. I'm a baker. I'm not a fence, if that's the term. I want roadblocks at every junction for 50 kilometers.
I want rail blocks at every train station for 100 kilometers. Get in! I want 50 men and 10 bloodhounds ready in 5 minutes. You can't arrest him simply because he's a bloody immigrant. Take your hands off my lobby boy! Have you ever been questioned by the authorities? Yes, on one occasion. What? I was arrested and tortured by the rebel militia after the Desert Uprising. Right. Well, you know the drill then. Zip it. Тоа беа воведните ноти за Берлиналето, на кое комплетно ќе му се посветиме следниот понеделник со избор на највозбудливите фестивалски премиери, вклучувајќи го и доделувањето на мечките. А ние во следниот блок остануваме во главниот град на Европа, каде пар денови пред стартот на Берлиналето се случи традиционалното доделување на наградата Златна камера. Секако не станува збор за онаа Златна камера на браќата Манаки, која си има свој код во бројката 300. Туку за награди кои една германска ТВ куќа во соработка со филмски магазин ги доделува на домашните и интернационалните филмски ѕвезди. Па да видиме кој ќе ги украси своите витрини со уште едно позлатено парче. Одиме. Германските и интернационалните филмски ѕвезди во предвечерието на 64-тото издание на Берлиналето се собраа на местото на злосторството на доделувањето на наградите Златна камера, кои ги доделува германската ТВ станица ZDF и магазинот HR2. На 49-тото доделување на овие награди прв лауреат меѓу интернационалните ѕвезди беше актерот Метју Меконахи, кој изјави дека оваа награда докажува дека неговата работа е препознаена не само во Холивуд, туку и пошироко во интернационални рамки. Danke. Thank you for this golden camera. Германската актерка Хајке Макач пак ја имаше таа чест да ја додели Златната камера на најдобрата интернационална актерка во името на Гвинет Палтроу. За странските филмски ѕвезди вечерта во Берлин беше доделена и наградата за животно остварување која отиде во рацете на Дајан Китон, која покрај вообичаената благодарност испеа и дел од песната од филмот Ени Хол на Вуди Ален, во кој таа ја толкуваше истоимената главна хероина. Old times here with you. Thank you. Од Берлин се префрламе од другата страна на барата во супер топлата Санта Барбара. Ова место во февруари е како создадено за еден добар филмски фестивал, кој филмаџиите сакаат да го посетат и да ги прикажат своите нови остварувања, попатно добивајќи и по некоја награда. Едноставно, ова е период за сумирање на минатогодишната работа, па така и организаторите на овој фестивал не се имуни на давање еден куп награди на оние за кои сметаат дека ги заслужиле. А имињата по Златните глобуси и номинациите за Оскар горе-долу се истите. Одиме во Санта Барбара. Од 30 јануари до 9 февруари топлата Санта Барбара беше местото каде филмаџиите се дружеа и ги прикажаа своите нови остварувања. На 29-тото издание на овој почитуван филмски фестивал беа прикажани стотина филмови од 60 држави од целиот свет. Фестивалот го отвори документарниот филм Сина мисија на режисерите Фишер Стивенс и Роберт Никсон, кои ја следат приказната на океанографот Силвија Ерл и незината љубов кон големото сино пространство, кое со сите сили настојува да го спаси од загадувањето кое од ден на ден се повеќе му се заканува. And Bob Nixon, my co-director. Thank you, Roger. Rock and roll Santa Barbara! Yeah! We have this idea, we humans, that the ocean is so big, so vast, so resilient, it doesn't matter what we do to it. That's crazy. Our ignorance is really the biggest problem that we now face. We now can learn from the past, and as never before,
do something about it before it's too late. Sylvia has a wish for the planet, what she calls her Mission Blue. And it's really very simple. Protect the ocean in the same way we now protect the land. Што се однесува до фестивалските награди, тие во Санта Барбара им беа доделени на двојецот Ди Каприо и Скорсезе за фантастичниот филм Волкото од Волл Стрит. За извонредното режисерско дело Американски измамници, исто така лауреат стана и Дейвид О. Расел, а не беше заборавен и ветеранот Брус Дерн, која доби наградата за актерско достигнување во филмот Небраска. И на крајот посебна вечер и беше приредена на прекрасната актерка Кейт Бланшет, која беше наградена за актерски перформанс на годината за улогата во филмот на Вуди Ален Сината Јасмин. Thank you for being so generous to me tonight. Thank you. So what do you think? I love it. You shouldn't spoil me so. Well, why not? Who else am I going to spoil? He met me at a party and swept me off my feet. I fell in love with the name Jasmine. You know, I have never been to San Francisco. I'll be staying with my sister. Jasmine! Oh my God. Look at you. Your place is homey. Oh, the flight was bumpy. The food was awful. I mean, you'd think first class. I thought you were tapped out. I'm dead broke. Really, I mean, the government took everything. All I can say is you look great. Now who's lying? Is there anything you want that you don't have? Sweetheart, it's beautiful. When your sister had all that money, she wanted nothing to do with you. Now that she's broke, all of a sudden she's moving in. She's not just broke. She's all screwed up. Love, you know? You heard me, Hal? Excuse me. Are you talking to me? Ginger told me all about you. One minute you're on top of the world, the next, guy turns out to be a crook. Well, how long are you planning on staying with Ginger? No one wants to get out of here as fast as I do. I'm sure this is a big come down from what you're used to. You'll be very happy to know that I lost every cent of my own money. Her husband was a slick operator. I was there a week. I knew the guy was hitting on a girlfriend. I can't. You choose losers because that's what you think you deserve, and that's why you'll never have a better life. She doesn't care about you. She's a phony. Can you please not fight in here? Don't think I can take it. For some reason, my Xanax isn't kicking in. Anxiety, nightmares, and a nervous breakdown. There's only so many traumas a person can withstand till they take to the streets and start screaming. По фестивалските премрежија во претходниот дел од магазинот, време е да погледнеме што има ново во светските кинохрамови. Во следниот блок ќе видиме различни актуелни жанровски остварувања, се надевам на задоволство на филмофилите кои си имаат свој омилен жанр. Билансот вели дека ќе видиме најави за два нови драма трилери, потоа тука и новата холивудска комедија за тинејџерите, на крајот простори за два нови анимирани филма, но ќе започнеме со најавата за снимањето на херојската приказна за чилеанските рудари, филм во кој главните роли им се доделени на Антонио Бандерас и Жилиет Бинош. Се чувствува добра хемија во воздухот. Драмата со 33-те чилеански рудари кои во 2010 година со денови беа заглавени длабоко под земјата, конечно ќе биде овековечена и на големото платно. Со цел оваа трогателна сторија да ја види што поголема публика низ целиот свет, за главни протагонисти во неа се избрани Антонио Бандерас и Жилиет Бинош. Тие минатата недела се сретнаа со лидерот на чилеанските рудари Себастијан Пинјера во председателската палата, каде им беа укажани сите почести. Филмот насловен 33-цата ќе се обиде веродостојно да ја пренесе драмата која пред 4 години се случи во рудникот Сан Хозе во пустината Атакама во Чиле, која беше пренесувана глобално и ја видоа и со неа сочувствуваа милиони луѓе. Снимањето започнува следната недела и ќе трае до 10 март, а датумот на премиерата на филмот се уште не е објавен.
Младата талентирана актерка Шаилин Вудли деновиве е во фокусот на вниманието, бидејќи во краток период промовира дури 2 филма на кои работеше минатата година. Првиот од нив, од кого и гледаме трейлер, носи наслов "Вината во нашите звезди" и раскажува приказна за 20 тинејџери кои ќе се сретнат за време на состанокот на групата на заболени од рак и лудо ќе се влюбат еден во друг. Филмот е базиран врз истоимениот роман на Џон Грин и својата премиера ќе ја доживее на 6 јуни. This is the truth. Hey, make some friends. Sorry. My bad. I'm Augustus Waters. I've been in remission for about a year and a half. Maybe you'd like to share some of your fears with the group. My fears? Oblivion. What's your name? Hazel. What's your full name? Hazel Grace Lancaster. Why are you staring at me? Because you're beautiful. So, what's your story? I was diagnosed when I was 13. Your real story. I am quite unextraordinary. I reject that at the hand. You know, Gus talks about you all the time. We're just friends. I hope you realize you're trying to keep your distance from me in no way lessens my affection for you. Gus, I'm a grenade. One day I'm gonna blow up. And I'm gonna obliterate everything in my wake. And I don't want to hurt you. You don't get to choose if you get hurt in this world, but you do have a say in who hurts you. I am in love with you, Hazel Grace. And I know that love is just a shout into the void and that oblivion is inevitable. And I am in love with you. All your efforts to keep me from you are gonna fail. If that's what you wanted. If that's what you wanted. We are a hot mess. Are you angry? So angry. You need to break something. You gave me a forever within the numbered days, and I can't tell you how thankful I am for our little infinity. It's a good life, Hazel Grace. Okay? Okay. Минатиот месец во рамките на Sundance фестивалот Вудли го промовираше и филмот Белата птица од Blizzard и токму тогаш ги најави своите 2 следни проекта. Вториот од нив е Дивергентност, кој пак својата премиера ќе ја доживее на 21 следниот месец. Се работи за првиот од трилогијата приказни базирани според истоимениот роман на Вероника Род, футуристичка дистопија во која луѓето се борат за опстанок на земјата. It's amazing. I'm there in the water. Perfection. Still looking for ya. Why do you evolve? I don't want to be just one thing. Can't you see? I can't be. Can't you see? I want to be brave. And I want to be selfless, intelligent, and honest, and kind. Well, I'm still working on kind. So it's Ellie. Are you serious? This is a den of testosterone. You can't invite a girl to a place like this. Well, I'm gonna buzz her in. She's not gonna talk about Xbox. I'm gonna be sitting here being like, oh, I have to fart, but maybe I can't right now. She better have some hot friends. Open the door. I don't care. I'm getting wasted. Is that ice cream? Yeah, it's peanut butter chocolate. Give me the ice cream. No, I need it. My girl broke up with me. What are you, Bridget Jones? Give me the ice cream. Back up, little man. Give me the ice cream. Come on, you get ice cream. We're going out. If you're single, we're staying single with you, man. Hey, you guys want a mint? That's a weird mint, dude. It's because it's a boner pill. You got 4 hours to drink like Keith Richards, still got hard. Во Филмополис простори за новата комедија насловена Тој непријатен момент, во која главните роли ги толкуваат Зак Ефрон, Майлс Телер и Майкл Би Джордан. Тие се тројца најдобри пријатели кои се закануваат дека ќе останат сингл, откако едниот од нив ја раскинува долгогодишната врска со саканата девојка. I was gonna make you wait too, then I realized I'm a dude. We're not supposed to see
see him more than twice in 1 week. And you're seeing this chick twice in 1 day. What's the deal with you and Chelsea? What are you doing here anyway? What the? Hey, it doesn't mean what you think it means. It doesn't? Oh, what does our relationship mean to you then? Wait, you guys are in a relationship? I've been trying to pretend that things haven't changed. Hey, come here, man. Do not hug me with no pants on. You're right, respect. Being there for someone when they need you, that's all relationships are about. So it's a different kind of dress-up party. What are you wearing? Режисер на комедијата Тој непријатен момент е дебютантот Том Гормисан, кој е задоволен од триото актери, за кои вели дека имаат неверојатна хемија кога камерата ќе се вклучи. Филмот Деновиве е еден од попопуларните во светските кинохрамови, особено меѓу тинејџерската популација. I love the way we fit together in bed because we're the same height. Our crotches line up perfectly. That's really good. I love that. I love that. Yeah, man. So run and tell her that. All right, I'm doing it. I'm doing it. Man, you're doing it. Dude. А што се однесува до холивудските анимирани филмови, најновиот меѓу нив носи едноставен наслов Лего филм. На неговата премиера се појави голем дел од екипата на филмот, а највеќе внимание привлекува Вил Ферел и Морган Фримен. Hello, I'm Emmett. I'm just gonna come right out. I have no idea what's going on at all. Лего филм е приказна за еден обичен човек кој настојува се да се одвива според правилата. Но бидејќи светот не е скроен на тој начин, набрзо неговиот идеализам ќе се претвори во луди ситуации од кои не се гледа светлото на крајот од тунелот. Филмот го потпиша Крис Маккей, а покрај споменатите Ферел и Фримен, во него своите гласови ги позајмуваат и Елизабет Бенкс, Крис Прат, Ник Оферман, Алисон Бри и Вил Арнет. We are entering your mind to prove that you have the unlocked potential to be a master builder. I'm Batman. That's your boyfriend? Hey, babe. What? Let's hold hands. So, hey guys, I think we're about to crash into the sun. Yeah, but it's gonna look really cool. Mr. Peabody, you're a Nobel Prize-winning scientist, a world-renowned explorer, and you're an Olympic gold medalist in both the long jump and the decathlon. You're sure you're capable of meeting all the challenges of raising a human boy? Given all that I've accomplished, how hard could it possibly be? Very well then. If a boy can adopt a dog, I see no reason why a dog cannot adopt a boy. Паралелно со Лего филмот деновиве уште една актуелна анимација и господин Пибоди и Шерман, која доаѓа од извиканото DreamWorks студио, кое во предходните години ни ги подари Шрек, Кунг Фу Панда и се уште актуелниот Круц. Sherman got into a fight today. If the girl's parents press charges, I will see to it Sherman is removed from your custody permanently. What on earth provoked it? She called me a dog. Oh dear. Who's coming to dinner? You'll see. I have to tell you, Peabody, where my daughter is concerned, nothing is more important than... Hello. Sure, I'll take a survey. Како и сите современи анимирани приказни, господин Пибоди и Шерман ни се обраќа на широката публика, односно тој не е наменет само за најмладите гледачи, туку и за возрастните. Во него своите гласови ги позајмуваат Тај Барел, Макс Чарлс, Стенли Тучи, Мел Брукс и Стивен Колберт, а режијата е на Роб Минков. I'm Princess Hatcheput, precious flower of the Nile. If you think we're going to leave you here, you are most definitely in denial. Careful, Sherman. It's a booby trap. Take the wrong boat, man will pay. Now it's your turn. Photo also straight play. Oh my. DreamWorks, Mr. Peabody and Sherman. Mr. Peabody! Well, Sherman, it looks like we were the butt of that joke. I don't get it. Тоа беа новите филмови во светските, но и во домашните киносали. А ние стигнавме до самиот крај на вечерашниот Филмополис 473, крај кој ќе го посветиме на прерано починатиот актер Филип Сеймур Хофман,
кој пред една недела почина на 46 годишна возраст во својот апартман во Њујорк. Иако во меѓувреме излегува многу приказни за тоа каков приватен живот водел актерот и како на крајот заврши, неоспорно е дека тој на големото платно брилираше на начин на кој може да му позавидат најголемиот број актуелни актери, кои стуткани во милионските договори играат улоги без никаква возбуда и трансформација. Филип Сеймур Хофман. Поздрав! Тој имаше само 46 години и беше зафатен како никогаш досега, бидејќи Филип Сеймур Хофман беше еден од најдобрите актери на денешницата. Неговите последни остварувања како господарот и најбараниот човек се само врв во неговата пребогата актерска кариера, во која Сеймур Хофман најчесто толкуваше маргинални ликови кои никој друг не сакаше да ги игра, од едноставна причина што тие представуваа огледало во кое се гледаме самите себе, вклучувајќи ги сите недостатоци за кои ретко сакаме да зборуваме. Бестрашен во својот избор на роли, кои енциклопедиски ги подготвувал, овој модерен шекспиријанец ни долови толку различни карактери на филмското платно, со што сосема заслужено како никој друг, сосема ја заслужи својата големина која беше кронисана со Оскар за одличната интерпретација на Труман Капоти во филмот од 2005 година Капоти. Because since I was a child, folks have thought they had me pegged because of, the way I talk. Your choice is between us and nobody. The clock is ticking. Неверојатно продуктивниот Филип Сеймур Хофман знаеше да сними и по 3 филма во годината, честопати играјќи споредни роли во филмови на малку познати режисери, но токму тука лежеше неговата големина, во поддршката на не толку етаблираните филмаджии кои бараат свое место под сонцето. Како дефинитивна посвета на неговите лик и дело, гледаме еден клип со исечоци од различни негови филмови во кои може да се види широкиот диапазон на неговата актерска умешност. You told me you were an able-bodied seaman and you were looking for work. I told you? Yeah, will you have any? Why all the skulking and sneaking? Work cannot be that difficult to come by. Okay, the lineup card is definitely yours. I'm just saying you can't start paying it first. Well, I am starting him at first. I don't think so. He plays for Detroit now. You traded Pena? You want to go for a ride, or? Wait. Fuck, hell, how much time is up? I'm sorry, sir. What the hell is the matter with you? I'm sorry. Why did you do that, Scotty? You look at me sometimes. What? I want to know if you like me. Well, of course. Yeah, I like you, Scotty. Can I kiss you? Scotty, I don't... Please, can I kiss you on the mouth? No! Please let me. Scotty! I'm really sorry. I didn't mean to grab you like that or scare you or It's anything. all right, man. Do you want to kiss me or? Scotty. No? Indeed, that is Mr. Lebowski with the First Lady, yes. Let's take in when Mrs. That's Lebowski on the left there? Yeah, of course, Mr. Lebowski on the left. So he's a handicapped guy? Mr. Lebowski is disabled, yes. Larry! Well, I feel like I might be ready to move on. Get my life back on track. So, I'm going to ask Polly Prince on a date. Oh, that's a mistake. She's not right for you, dude. Rain dance! Promises were made. Not by me. I've been with the company for 24 years. I was posted in Greece for 15. Papandreou wins that election if I don't help the junta take him prisoner. I've advised and armed the Hellenic army. I've neutralized champions of communism. I've spent the past 3 years learning Finnish, which should come in handy here in Virginia, and I'm never ever sick at sea. Quiet. Read this. Slowly. Read it. The pleasure of Busby's company is what I most enjoy. He put a tack on Miss Yancey's chair when she called him a horrible boy.
I'd only just handed them the final scene when the bellhop told me I had a phone call. And it was my stepfather, Joe Capote, calling to say that my mother had died. Yeah, I flew home to New York, terribly distraught. But when I got to the apartment, I could see that Joe was in even worse shape than I was. He grabbed my hand and he said to me, "Talk." Hey, talk about anything. Philip Seymour Hoffman in Capote. This is the first Academy Award and nomination for Philip Seymour Hoffman. His big screen break was in Boogie Nights. During his 36 days filming Capote, even in between shots and during breaks, Hoffman tried to stay in character vocally and physically. You have to make your reputation on being honest I want to be a doctor. This isn't a game to me. and, unmerciful. You don't think I'll do it? Where is it? Where the hell is it? I didn't touch anything. Did you touch anything? I don't like this, Andy. I don't like. Shut up. Katniss Everdeen is a symbol. They're gonna hate her so much they might just kill her for you. I did everything I could. There's only one thing I value in this world, and that's loyalty. And without it, you are nothing. Yeah, my friend, I'm gonna need you for a second. The thing about shooting from the foul line, you shift your weight, move your hips. Rain dance. You're very good. Talk fast, you lousy bum. We've been frantically trying to reach you, dude. All right, look, here's the deal. I'm the star of the show, okay? And I want to say to you, I do many, many things. when you are lost, I am a writer, a doctor, a nuclear physicist, a theoretical philosopher. you are not alone. But above all, I am a man. This is my work. Hopelessly inquisitive man, just like you.